Ќе дадам мала вовет пред да започнам со разговорот. Ќе речам, некако почнуваме да се навикнуваме на ова време и мораме да се навикнуваме. И со оглед на тоа што изминатиот период, ноќниот живот, забавите, концертите, фестивалите за нас беа мисловна именка, некако новата нормалност ќе мора да не навикне да го адаптираме и тој дел од животот, како од една страна заради тоа што на секој од нас поради стресниот живот ни е потребно опуштање, ни е потребна забава, така од друга страна пак и на музичарите им е потребна екзистенција и токму затоа со маки, со напор, организаторите на Д фестивал го спаковаа, ќе речам, и ова издание на Д фестивал, кое што ќе се одржува на 22 август, но секако деталите ги има мојата соговорничка, како што најавте, Ангела Кунгудовска. Добро утро до тебе. Добро утро, Александра, фала ти на поканата. Драго ми е дека пред пошироката јавност ќе можеме малку да поразговараме за издание на Д фестивал. Да, споменав дека со нетрпение, со несигурност, некако и за фановите, пред се за фановите, но верувам и за вас како организатори, се подготвуваше ова издание на Д фестивал и јас како еден од фановите ќе речам, навистина ми е драго што ќе речам, ете, Д фестивал ќе се случи и годинава, да објасниме како ќе се случи, кога ќе се случи и каде ќе се случи. Вака, ова издание на Д фестивал е едно необично и различно издание, не се случило никогаш претходно. Обично се одржува 3 дена со огромна програма. Оваа година ќе биде само еден ден. Ќе се одржува секако во Дојран, на паркинг Гранит, на главната бина, таму има најмногу простор за сите. Ќе се одржува на 22 август, сабота. Да, различното е тоа што ќе биде, требаше да биде јубилејно издание и верувам дека за вас е многу тешко да зборувате нели за сите оние подготовки, ќе ги оставиме за подобри времиња, здравје до година. Имаше најава дека и синот на Боб Марли треба да биде на годинашново издание, но ете, на кој начин ќе биде адаптирано ова издание, како ќе се погрижите за таа безбедност на посетителите, како ќе организирате безбедноста внатре, може ли малце да ги подобјасниме тие моменти? Да, тоа се најважните моменти сега. Ние веќе неколку месеци заедно со нашите колеги од другите продукции и Министерството за здравство работевме на протокол. Значи тоа ни беше главната задача. Ние бевме дел од тимот кој го изработуваше протоколот. И најважното за публиката е пред се да знае дека прво, ако не се чувствува добро, ако има некакви симптоми, подобро е нели да не доаѓаат на фестивалот, сепак ќе го има и следната година. Второ, дека на влез на секој ќе му се мери температура, тоа ќе биде првиот чекор. Потоа сите мора да си ги носат своите маски или некаква заштита, нели има марами се останато. Второ, и на влез ќе се дезинфицираат рацете, исто ќе има секаде средства за дезинфекција на фестивалот, буквално секаде. Потоа да, мора да држат дистанца. Значи истото што се случува во нашето секојдневие сега, кога одиме во маркет, кога одиме било што да купиме, истото ќе биде и на Д фестивал и сите мерки треба да се почитуваат. Најважно е луѓето да си ја донесат својата лична одговорност за се да помине во најдобар ред. Сега мислам дека тука малце е збунувачко, се работи за фестивал, се работи нели за место каде што се консумира пијалок, се работи за нешто што олабавува, ги ослободува луѓето. На кој начин ќе се организира, како ќе одржите таа безбедност од како ќе започне фестивалот, затоа што кога ќе пукнат тапаните, како се вели музиката, кога ќе почне луѓето се олабавуваат. Може ли да ми објасниш како ќе функционира тоа? Епа, имаме неколку планови, а тоа е дека прво, низ целиот фестивал, а и претходно на нашите социјални мрежи, вебсайт, секаде ќе ги има мерките, значи луѓето мора да ги знаат и да ги почитуваат нормално. Секаде, дури артистите ќе зборуваат за мерките пред да настапат во текот на нивниот настап, по завршувањето. Потоа ќе имаме многу зголемено обезбедување, редари кои ќе се грижат секако за безбедноста на луѓето, ќе се грижат да ги почитуваат мерките пред се. Ќе ги опоменуваат и исто така како право, како организатори имаме право да отстраниме секој кој нема да ги почитува мерките. И мислам дека луѓето кога ќе го видат тоа, ќе ги поттикне да ги почитуваат мерките секако. Да. Нели секако може да се напијат пијачка, да си ја вратат маската назад. Тоа го правиме и сега каде да излеземе. Истото правило важи за сите места. Да кажеме кој ќе застане на сцената оваа година? Оваа година фестивалот ќе биде исполнет нели нормално од домашната кујна, значи
сите артисти ќе бидат од Македонија, ќе настапуваат Супер Хикс, Берна из Пропаганда, Елди Пистолеро, Плутас Даутс, Бон Праскиза, Дон Плеја и Принцес Донат. Убава програма, Супер Хикс, мислам дека го имаат и отворено до фестивал, ако не се лажам, така? Точно, првиот до фестивал го имаат отворено Супер Хикс и сега, нели, во таа чест ги поканивме повторно да настапуваат на ова издание. Кампот е она што го поврзува со до фестивал, символот на до фестивал, но за жал околностите тоа задоволство овој пат ни го искратуваат. Па оваа година ќе те прашам што е она што моравте да го елиминирате поради ковид состојбата и што е она што го задржавте за да, нели, печатот на до фестивал остане онаков каков што е. И па да, кампот е огромен дел од карактерот на фестивалот, таму се случуваат најубавите дружби. Но за да се организира, за да се направи изгради тој камп, потребни се стотици луѓе, таму доаѓаат невладени организации, спортски друштва, многу самостојни уметници и заради заедничката безбедност решивме да го нема кампот оваа година. Исто така, според протоколот смееме да имаме само настани на отворено. Имаме, нели, church stage, исто така нема да може church stage да се одржи оваа година. Цела програма, се што е, ќе го ставиме за воиднина, да. Оваа година ќе има само главната бина, зашто е најизводливо, сите ќе бидат на едно место. Планираме само тоа да го задржиме оваа година, а наредната година со многу изненадувања. Тоа ќе биде вистинското 10-то роденданско издание на тој фестивал. Верувам дека стигнуваат прашања нејасноти од, нели, фановите, од посетителите. Едни од прашањата се како дали ќе има организиран превоз како што е стандардно и дали можат да се поставуваат шатори во градскиот парк на Водојран. Па може ли да подобјасниме и тука? Па за превозот, нели, според мерките предлагаме сите свој сопствен превоз да се организираат. Зашто паркингот во Дујран е бесплатен за време на до фестивал, значи може каде сака да се паркираат колата. А околу кампувањето, значи препорачувам исто така зашто туризмот е една од гранките кои се најлошо, мислам, у моментов се најпогодени од кризата. И во Дујран има прекрасни мештани. Значи супер се сите, треба да ги исконтактираат нив, да се закажат таму смештај. Тоа препорачуваме да ја го направи публиката. Над 10.000 посетители, така прерасна од еден мал фестивал, ќе речам, па локален фестивал, дури можеме да го наречеме пред 10 години, во интернационален фестивал кој што навистина собира не само граѓани посетители кои што доаѓаат надвор од Македонија, туку носите и звезди кои што се навистина звучни имиња и е, да речеме, една туристичка атракција за нашата земја, го размрда тоа убаво градче Дојран. Ајде да се присетиме накусо на првиот до фестивал, може ли? Епа, приказната за до фестивал почнува уште во 2001. Ако не се лажам, тоаш не сум била дел од овој тим, но имам слушано многу мабети. Тоаш било наречено Аларм фестивал. Фестивал за природата, тоа го влече и до фестивал, како екофестивал. Пробуваме што повеќе да се сконцентрираме на тоа. Исто траел тогаш, само што тоаш бил во Љубаниште. Траел исто 3 дена со огромна програма, најмногу од програмата исто како и сега се домашните артисти и тогаш било така. Толку тоа за Аларм фестивал, да, зашто не сум била сепак дел, ама сум слушала муабети. Така. Накусо тоа е за кратко, околу до фестивал и сега уште за крај. Оваа година ќе морате и да ги ограничите посетителите. Тоа е можеби најтешкиот дел за вас, затоа што некој ќе треба да го одбиете, сигурно ќе биде голем интересот, но поради ситуацијата мора да се направи, да речеме, редуцирање на луѓето кои што ќе дојдат. На кој начин ќе го правите тоа? Преку ограничени влезници, на кој начин се набавуваат влезниците и тоа да го кажеме. Билетите за до фестивал онлайн може да се набават на МК Tickets, на продажната мрежа на МК Tickets. И да, оваа година ограничен капацитетот, но ние го организираме фестивалот како за огромна публика, нели, со скратена. Билетите кои веќе ги имаат набавено, значи тие ќе важат и за наредната година и за ова издание. Значи они сите што имаат набавено билет ќе можат на 2 изданија да дојдат. И да, ќе биде ограничено, така што сите што нема можат да присуствуваат оваа година, ги покануваме наредната година да дојдат на големото издание. Тоа ќе има место за сите.
надежно. Да се надеваме. Да се надеваме дека ќе има место. Ви посакувам да имате успешно, безбедно поминато издание на The Festival. Овде ќе ти се заблагодарам и за гостопримството овде во Пасфорт продукција и чувајте се, пазете се. Фала ти многу, Александра, исто и на тебе.